Голем број граѓани на Охрид, пријатели, колеги, соработници, како и представници на државниот врв, дојдоа заедно со членовите на најблиското семејство да го испратат до вечното почивалиште на најдено починатиот градоначалник професор доктор Јован Стојановски. Улиците и плоштадите беа празни, а градот го параа сирените на Охридската бродска флота, која за последен пат го поздрави својот градоначалник. Стојановски имаше само 48 години. Зад себе остави сопруга и 2 деца, кои иако скршени од болка смогнаа сили на јавноста да ја кажат колку нивниот татко го сакаше Охрид и за какви вредности се залагаше. И од него свати дека само со голема подршка и со слога можеме да успееме, од друго не може. Не требаше да градиме вредности на љубов, да се почитуваме меѓу себе, без разлика кој сме и што сме. Државната делегација на погребот ја предводеше премиерот Зоран Заев со министри од неговиот кабинет. Заминувањето на Јован е загуба за градот, за државата, за партијата СДСМ и за академската заедница, рече премиерот на комеморацијата што во сеќавање на прерано починатиот градоначалник на Охрид се одржа пред Пладнево. Остави траги и предизвикуваше почит кој секогаш ќе се паметат. Јован беше колега, пријател и голем професионалец. Како градоначалник беше посветен на својата визија Охрид да биде вистинска европска, културна и туристичка престолнина. Од Стојановски се збогува и неговите сопартици, колеги, градоначалници од соседните општини, како и делегации на збратимените градови. Последната почит кон својот градоначалник Охрид ја искажа со ден на жалост, а неговите најблиски соработници во локалната администрација најавија дека ќе бидат реализирани сите проекти кои во својата визија ги имаше прерано починатиот Стојановски.